Со проектот Пат кон кариера се подобрија можностите за вработување на повеќе жени од помалите етнички заедници од Берово, Виница, Делчево, Радовиш, Кочани, Пехчево и Штип, како и од другите општини од источниот дел на Република Македонија. Преку обуки за развој на технички вештини се оспособија 34 жени, а практични вештини стекнаа 72 жени кои беа ангажирани во 24 предпријатија. Околу 120 жени беа вклучени во обуките за комуникацијски вештини и предприемништво. Еден дел од нив ги искористија новите вештини и ги развија своите бизнис идеи во бизнис планови. Проектот е финансиран од Европската Унија во рамките на ИПА програмата за развој на човечки ресурси, преку секторот за склучување договори и финансирање при Министерството за финансии и Министерството за труд и социјална политика, а спроведуван од Македонската развојна фондација за предпријатија, Сојузот на стопански комори и КАМО Делчево. Ја поздравувам идејата за овој и сличните вакви проекти. Проектот Патот кон кариерата како проект за подобрување на вработеноста на жените од малцинските етнички заедници од источниот регион се покажа како добра идеја за информирање и мотивирање на сите невработени жени од малцинските етнички заедници, а со тоа и спојување на нив со сите нас како компании и останатите локални бизнеси. Па јас, кога ми беше понудено да учествувам во овој проект, прво што осетив едно големо одушевување и мислам дека тоа е за поздравување поради тоа што не сум запознаена дека претходно има вакви проекти. Значи, вие сте сепак некоја новина на пазарот на трудот, да им се помогне на така да речем, на малцинските и некои пообесправени групи во општеството да се внесат во самиот систем. За мене овој проект е одличен. Со овој проект, значи, ќе дојдеме до подобро утро за самите жени ромки, односно ќе можеме да ги вклучиме во пазарот на трудот. Уште во првата недела на обуката, јас бев презадоволна како напредуваат. Значи, откако се ослободија од тремата, да ја немаат таа трема, дури и таа недела немаше да биде така климава. Меѓутоа, после првата недела тие се веќе работоспособни и веќе ги надградувам со некои други фази од работата што во старт воопшто не планирав да учествуваат во нив. Значи, во целиот производствен процес. Поготово онаа малечката Кибрие, она дури може и сама нешто да проба да отвори во еднина. Добри се. Сите што имаа некоја желба, кој на машина, кој на пегла, кој завршно, на сите покушавме да се пронајдат некаде. Па мислам дека се добри. Ние како компанија ангажиравме 10 практикантки кои ја следеа праксата во период од 2 месеци. Сите одлично се снајдоа во работниот процес и солидно ги извршуваа своите работни задачи. Најбитно од све што ќе се стекнат со практично искуство и вештини кои во иднина ќе им помогнат многу за нивните идни вработувања. Ако треба сама да го поминам процесот на нивна квалификација како почетник, нема да имам доволно работен капитал. Додека тоа да се продаде, додека се наплати, на луѓето треба да им се исплаќаат плати. И ваквата помош од некои асоциации е многу значајна за нас малите фирми. И преку тие проекти ние можеме да дојдеме до квалификувана работна сила, а да не го поднесеме целиот товар на финансирањето во стартот, кога е и најтешко. А во старт, кога ги зедов за обука, мислев дека тоа ќе биде само еден проект. А сега, мислам да ги задржам, зашто веќе се обучена работна сила. И дека одговара сите колеги, да кажем, и сите што имат фирми, да си земат, да си обучат некои работници, за да утре некои и примаме. И онака е недостиг на работници, така да за мене овој проект е одличен. За квалификациите секако дека ќе придонесуваат многу, бидејќи жените се веќе добиваат одредено искуство, одредено работно искуство, со кое работно искуство ќе бидат конкурентни на пазарот на трудот и ќе имаат можност да се вработуваат. Овој проект, покрај тоа што придонесува за интеграција на пазарот на трудот, на нас работодавците ни овозможува преку овој вид на пракса подобра селекција на работен кадар. Добро обучените практикантки
и оние во кои компаниите би виделе добар потенцијал, во иднина би можеле да ги задржат на одредени работни позиции. Таков е случајот и со нас. Секако од практикантките кои беа кај нас на пракса, планираме да задржиме неколку од нив. Моje мислење е уопште да не се двумат. Сепак обучуваме ги и од тие нешто излезе. Наискрено им препорачувам да бидат учесници во вакви проекти и токму на овој начин да доаѓат до работници. На сите компании им препорачувам да земат учество во вакви проекти и дека со учеството во еден ваков проект не само што ќе придонесат за развој на специфичноста цел на проектот, туку и за личен развој, како и за развој на целокупната економија и пазарот на трудот во земјата. Колегите многу неубаво прифатија, беа стрпливи да не научат и ние беме. Од први се многу плашавме дека нема да се научиме, ама многу било лесно. Почетоко гледавме ги, пратевме ги они како работат сладкарките. После тоа ни дозволија и ние почнавме веќе да работиме заедно со нив. И нешто кога не знаевме, они ни кажуваше. Многу сум задоволна од нив. Не прифатија не само мене и сите што сме вработени тука од практиканството, не прифатија многу добро. Добро се однесуваа они спрема нас и нешто и кога да сгрешевме, ни ќе ни кажат. Колешките ми прифатија многу убаво. Многу ми помага. Од почетокот ми беше не познаваш никого, но добри беа. Добри, не дека сум ромка да се тргат од мене. Друштвени се, ми кажува има и цркање, има и викање, тоа е за твое добро, нема зашо да се откажуваш. Па по-добро ми е да не седам дома, да работам и нешто да се научам. Понатаму мислам нешто и јас некој бизнес мој да биде, не знам, ќе видам. Би сакала да се вработам негде во некоја сладкара, па мислам ако може и тука. На почетокот имав страв и мислев дека нема да успеам, ама самите мисли само си велев дека морам да успеам, сакам да постигнам оваа работа и мислам на крајот дека успеам. Да не седат дома, да се уклучат нови проекти. Ние сме многу задоволни. Мислам дека и они ќе бидат задоволни. И кога ќе мислиш на тоа што го работиш, се ќе постигнеш. И може да постигнеш голем успех. Жените ромки треба да се вклучат активно во барањето на работа, односно во берецата на трудот, да бидат активни баратели на работа, да си го завршат своето основно образование, а со самото тоа да можат да учествуват во активните мерки на Агенцијата за вработување и да се намали бројот на невработени жени ромки во Источна Македонија. Вако ако има нешто преку проект или било шо, можам да известам и на другарките и они да се работат, што ќе седат дома, можат да се работат и они. Да имат волја и желба за работа, значи ако ја немат желбата и волјата за работа, нема да успеат во ништо. Кибрие, Мукадеса, Раиса и Мелек се дел од успешните приказни кои се случија благодарение на проектот Пат кон кариера. Тие ја искористија можноста за подобрување на нивните квалификации и така си ги зголемија можностите за вработување. Благодарни сме им на сите учеснички за довербата и за успешната соработка. Сигурни сме дека ова е само почеток на нивните успешни кариери за кои уште многу ќе слушаме.